Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДСМ и лично оваа влада предводена од СДСМ изминативе неколку години ја креираше најголемата енергетска криза во Република Македонија. И нормално, од СДСМ сите можеме да чуеме како велат дека тоа било светска енергетска криза и така натака, но реалноста и фактите велат дека оваа енергетска криза е директно наметната од СДСМ и од нивното лошо и криминално работење и сите ценовни шокови покачувања на цената на електричната енергија ќе ги платат лично граѓаните. Впрочем, како што тоа го плаќаат и до сега. За жал, заради криминалното и неодговорно работење на СДСМ и оваа влада во енергетскиот сектор, граѓаните изминативе години плаќаат до 30% повисока струја, а сега од јули, за жал, ќе плаќаат уште најмалку 10% повисоки сметки за струја. Почитувани, тоа е СДСМ. Зошто е ова вака? Вчера можевме да видиме слики кои што ги објави претседателот Мицковски, укажуваат на недомаќинското работење во рек Битола и запуштеноста на комбинатот. Тие слики може ги погледнат повторно граѓаните за да се потсетат како изгледа рек Битола. Цели поплавени рударски машини, поплавени транспортни траки, поплавени багери кои што се користат за работа во рудникот и практично ништо од овие машини кои што се поплавени не се функционални во моментов. Зошто? Затоа што никој од ова раководство кој што го води ЕЛЕМ, односно ЕСМ и рек Битола, не мислел и воопшто не се ангажирал како да се справи со водни поплави и слично, па затоа е парализиран целиот комбинат и не работи. Надоврзано на ова, во извештајот на регулаторната комисија покажува дека во 2021 година може да се забележи дека се произведени вкупно 3,17 терават часови електрична енергија од страна на ЕЛЕМ, а само 2 години предходно во 2019 година се произведени 4,25 терават часови електрична енергија исто така од страна на ЕЛЕМ. Што значи, за само една година намалено е производството на електрична енергија од страна на ЕЛЕМ за нешто повеќе од 1 терават часови електрична енергија. Ако се земе во предвид дека просечна увозна цена на струја според светските берзи е 250 евра за мегават час, тоа укажува дека оваа влада со намаленото производство на струја од над 1 терават часови за само една година влегла, народски кажано, во дупка повеќе од 250 милиони евра. Тие пари ги плаќаат граѓаните преку плаќањето повисоки сметки изминативе месеци. Почитувани, ова е тажната реалност во Република Македонија и затоа граѓаните плаќаат до сега 30% повисоки сметки за електрична енергија, а од јули ќе плаќаат и над 10% повисоки од сегашните сметки за електрична енергија. И на крајот од денот, ниту еден обид за манипулација, ниту од владата, ниту од омилениот регулатор на СДСМ Бислимовски, нема и не смее да го оправда криминалот со тендерите во 4 очи во рек, нема да може да го оправда незнаењето за работење во енергетиката на оваа влада, ниту пак рекетот кој што го правеа беше пријавен во МВР преку рек Битола и испумпувањето на парите преку агенции за обезбедување. Ете, заради ова, граѓаните плаќаат повисоки сметки за струја и ќе плаќаат уште повисоки сметки за струја. Решението е предвремени парламентарни избори, нова влада, а пред тоа сите граѓани кои што не се задоволни од ваквото работење криминално на оваа влада, слободно може ги повикуваме да ни се придружат на протестот во месец јуни. Благодарам.